Здруженијето Правда за сите денеска повторно одржа мирен протест пред зградата на Управата за јавни приходи во Куманово. Протестот се организира поради, како што велат од Здруженијето, неправедните решенија за данок за 2020 година со кои се засегнати голем број семејства. Членовите на Правда за сите бараат јасен и официјален одговор од Управата за јавни приходи, правично постапување и почитување на законите, запирање на двојното оданочување, правична и законска пресуда од Управниот суд и поддршка од власта. Ова здружение е создадено од потреба, од неправда и од желба конечно да се слушне гласот на граѓаните. Веќе 3 месеци се бориме за правда, а се уште немаме никаков јасен одговор од институциите. 3 месеци стоиме во место. Наместо решение гледаме само молк. Одложување и купување на време. Со надеж дека граѓаните ќе се откажат, ќе платат данок од неправедно донесени решенија. Но ние јасно денес порачуваме, нема да се откажеме. Овие луѓе овде не се криминалци. Овие луѓе се работници кои со години честно работеле надвор од државата, далеку од своите семејства, и со својот труд придонеселе за своите семејства, за овој град и за оваа држава. Денес тие исти луѓе се ставени во позиција да се бранат од институциите на сопствената држава. Во овие 3 месеци видовме многу работи. Видовме и како локалната власт не е со својот народ. Ги видовме сите, оние кои навистина сакаат да помогнат, а и оние кои велат дека сакаат да помогнат, а во пракса ни го вртат грбот и ни даваат само препораки. Граѓаните гледаат и памтат. Денес јавно бараме одговор од институцијата зад мене, од институција која на секој од нас му испратила решение за данок. Решенија кои си неправедни, решенија за кои самите знаеме дека се правно спорни и неправедни. Затоа се поставува едно многу важно прашање. Зошто ова институција ги прескочи сопствените закони и процедури и изготви вакви решенија? Зошто никој од нас не се запраша, зошто се носат вакви одлуки кои директно удираат по народот. Народ со кој години предонесувал за овој град и за оваа држава. Затоа што денес прашувам јавно, дали во оваа држава постои контрола? Дали има институција кои ги проверуваат постапките на другите институции? Дали некој ќе одговара за пропустите што се направени? Или сите институции се повржени меѓу себе и се штитат едни со други, додека граѓаните остануваат сами да се борат за правда. Веќе слушнавме информации кои не се официјални и не се потврдени дека поднесените тужби од страна на овие граѓани се одбиени. Но дури и тоа ако се случи, ние нема да застанеме. Постојат и други правни патишта и меѓународни судови. И сме подготвени да ја продолжиме оваа борба до крај. Не постои, но постои еден суд кој е поголем од сите судови. Судот на граѓаните. Народот памти. Народот знае кој стоел покрај него, а кој му свртел грб. Народот ќе знае да донесе одлука кога ќе дојде вистинскиот момент. Бараме правично судство, бараме институциите да ги почитуваат законите. Бараме државата и власта да застане за своите граѓани. Оваа борба не е само наша. Оваа борба за правда и достоинство е за секој граѓанин. И затоа уште еднаш порачуваме.
нема да се откажеме, ќе продолжиме заедно обединети со Сдруженијето Правда за сите да се бориме додека не излезе правдата на виделина. До 10 март граѓаните ќе имаат можност да ги посетат штандовите кои се поставени на градскиот плоштад во рамките на манифестацијата 8 мартовски саем. Манифестацијата е во организација на општина Куманово во соработка со регионалната занаетчиска комора, согласно со програмата на секторот за меѓународна соработка и евроинтеграција, стратешко планирање, креирање политики, следење ЛЕР. 8 мартовскиот саем овозможува промоција на производи и услуги на локални занаетчии, предпријатија и организации, размена на искуства и воспоставување на контакти со потенцијални партнери преку создавање на инспиративна атмосфера во духот на Меѓународниот ден на жената со поттикнување на женското претприемништво. Меѓу излагачите се и корисниците на Порака наша, заедно со волонтерите од основното училиште Кочо Рацин, кои што ги изложија сите нивни досегашни изработки. Исто така, сите кои што вчера нарачаа персонализирани изработки, имаа можност да си ги подигнат денес на штандот на Порака наша. За прв пат во соработка општина Куманово со Комората на занаетчиите организира 8 мартовски базар. Многу ми е мило тука на градскиот плоштад. Проект финансиски подржан од општина Куманово. Во пресет на Меѓународниот ден на жените ќе имаме до 10 март, значи организирано базар на кој што ќе се продаваат различни производи и ќе се понудат на сите наши граѓани. Претежно се работи за одредени ракотворби, а денеска заедно во присуство на представници на занаетчиската комора и јавната администрација, општинската администрација, представници од Советот на општина Куманово, во честно одбележување на празникот ќе врачиме и скромни подароци, тоа се по еден цвет на сите дами кои што денеска ќе ги сретнеме овде. Посакувам секој ден во нашиот град да биде како што е овој денеска и во оваа прилика сакам да го честитам Меѓународниот ден на жената 8 март на сите наши дами во Куманово и во цела Македонија и поширо. Во чест на 8 март, Меѓународниот ден на жената, градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски и председателката на Советот на општината Ивана Ѓоргиевска денеска го посетија домот за стари лица Зафир Сајто. Со почит и внимание кон припадничките на понижниот пол кои престојуваат во домот и на нивниот персонал, традиционално им беа подарени рози. Представниците на општина Куманово упатија искрени честитки и желби за здравје, радост и спокојни денови, истакнувајќи дека нивната мудрост и животно искуство се инспирација за помладите генерации, пишува во соопштението испратено до медиумите. Во текот на изминатата година спроведени се 71 кампања за улично дилерство и злоупотреба на опојна дрога, болести на зависности и казнени мерки. Едукативни работилници на истата тема во сите основни и средни училишта, предавања и едукација од областа на трговија со деца, говор на омраза, насилство меѓу учениците, правна социјализација, питачење, информираше на последната седница на Советот Лиле Младеновска, председателка на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво, воедно и началничка на одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи Куманово. Предавање едукација од област на трговија со деца со посебен акцент да внимаваат при следење и прифаќање понуди за работа преку социјални мрежи, за бебиситерки, келнерки, работи на брод и слично, како да ги проверат овие социјални апликации и агенции за вработување, дали се регистрирани за вакви дејности, како да постапат во страна држава доколку се најдат во несакана состојба, пред поаѓање да си ги знаат броевите на наши амбасади во тие земји каде патуваат и пред секое заминување за секој детел се разбира да ги запознаваат своите родители, каде заминуваат, кај кого, што ќе работат и слично. Во сите основни и средни училишта се одржани предавања за говор на омраза, насилно однесување меѓу учениците, со ширење на расна верска омраза кон други народи, нација, верска определба, нарушување на јавен ред и мир, на културни, спортски настани, собери и други манифестации. Во сите основни и средни училишта е спроведена едукација на тема правна социјализација, при што на децата, учениците е појаснувано што е нарушување на јавен ред и мир, што е јавно место
што е прекршок, а што кривично дело, тепачки, насилства, кои се законски казни за прекршок, кои за кривично дело, од колку години се кривично одговорни, што загрижува фактот што голем, да кажам 80% од учениците при тие наши анкети одговараат дека не се кривично одговорни, односно од 18 години се кривично одговорни, што е едно непознавање дека со 14 полни години сносат иста кривична одговорност како и секое полнолетно лице со наполнети 18 години, но сето ова го повтараме на секои предавања кога сме присутни во училиштата. Ученици од основното училиште 11 октомври денеска го посетија музеот и ја разгледаа постојаната музејска поставка. Посетата беше со едукативен карактер, при што учениците имаа можност да се запознаат со значајни историски периоди и вредното културно наследство на поширокиот Кумановски регион, представено во музеот.